Лисицата што му јадеше паспало на воденичаро. Чита Александар Станојков. Еден воденичар мош не крадел брашно од тие што мелеле у него. Арно ама што ти велаат, што ќе сториш ќе си најдиш, да и воденичарот колку брашно дење ќе украдеше, сето ќе му го изееше една лисица ноќе и не му втасувало, ами и паспало му го јадела дури. Денеска утре, тој кради, таа јади, аир не можел да видит, голема мака му било, в кожа ќе си пукнел дури, одошто инат му идело на лисицата. Една вечер беше настаил една стапица со нешто стрвос и лисицата дошла за да јади брашно. Кога видела на стапицата нешто, посладко беше и прувала. Арнома и трта лисица со обете нозе в стапица. Беше ти се ватило, така да знаеш. А сега, кума Лисо, али ти беше што ми го јадеше брашното? И рекол воденичарот. Почекај сега да ми те одерам кожинчето, за да си го продам и да ми платиш брашното што си ми изела до сега. Аман, воденичарко, немој да ми го одериш кожинчето, оти јас можам да ти направам големо добро, му рекла кума Лиса. Ја кажи му, кума Лисо, што добро можеш ти да ми сториш? И рекол воденичарот. Јас можам, воденичарко, да те сторам царев зет, му рекла Лиса. Саде ти, али сакаш, кажи ми, да во една недела ти ја свршувам. Се подумал воденичарот и си рекол сумот. Ај ќе ја пуштам да ако ме направи царев зет, ќе ја удрам дропката. А пак ако ме изложит, уште еднаш ќе и бидит страв да идит за да ми го јадит брашното и паспалот. А пак до сега, што јала, не оти јала од мое, да од светот што сум го крал. Така беше дошло, така беше ошло. Откога се премислил воденичарот, беше ја пуштил Лиса. Ај мори, кума Лисо, ќе те пуштам, ама ако не ми ја свршиш оваа работа и да ме изложиш, тешко тебе после ако те клам враг. Море, али сакаш број воденичарко, да тоа гајле мојет, му рекла Лиса. Ов, мори Лисо, му рекол воденичарот. Ами кои неки со владика да ручат, да и јас да неќум царја ќерка. Отишла кума Лиса од царот стројница и излегла пред царот. Што има, кума Лисо? Ја прашал царот. Ај рабер? Ај леа ишела ќе биде честити царе? Му рекла лисицата. Чунти сум ти дошла стројник за ќерка ти да ја барам за тумбурли бега. Мош не арно, кума Лисо, рече царот. Туку за кого ќе ја сакаш, ет некое момче арно и богато? Колку за момчето, честити царе, од голема работа, му рекла Лиса. Од осито ет лично ти идит да го испиеш во чаша. А пак негова богаштина ја немат во веков. Што имат една воденица, не знам со колку камења ет стоката негова. Тој со рака не ја ваќа, ами со лопата ја збира, деве вака да знаеш, честити царе. Јас ти мислам доброто твое, мене не ќе ми влезе нешто в пазуа за да те лашам. Праиш што праиш, од овде кај што сум дошла јас, рака да не тргаш, да ако ти излези лошо, мене да ме колниш. Лели, толку ми го валиш, мури, кума Лисо, еве ќе те верувам, ај нека ја ирлија, дај нишанот. Тамам, ете така да нека ја ирлија, еве, сега ќе одам кај тумбурли бега, за да ти го донесам нишанот. Чунки не знаев ти ќе ја дадеш, да затоа не донесов нишан. Отрчала лисицата на бања и нашла еден прстен и едно рало обетки остајани на една бовча со алиштата од најбогата жена од градот. Полека лека се прибрала и украла, таму и однесе нишан на царо и ја свршила ќерка му за воденичарка. Дале зеле зборови и си врзаа збор за до неделата свадба да направат. До неделата курдисал царо свадба да прави и кума Лиса го повела воденичарка по себе, запо невеста кај царо. Туку се чудел воденичаро како може царо да му ја даде ќерка му на еден воденичар.
Тој тоа не го верувал, ама се водел по Лиса да види кај ќе го однесит. Што туку го донесла до едно вилиште батачиште, и го натерала да влези во батокот да се избрбешка сиот во кал и отрчала Лиса кај царо да му кашит. Излегувајќи како ѓоајт многу уплашена. Збивајќи му рекла: "Оф, јас сирота, што ме најде честити царе." "Што е, мори Лисо?" ја рекол царот. "Море, како што е честити царе, кога сите сватои ми се удавија во батакот, само тумбурли бек сум го извајала. Ете, кога те милуват сполај му на Бога, ти го куртулиса, туку те молам, прати еден так малишта да го промениме и една кочија да го донесиме." Брго царо заповеда да му однесат алиште и една кочија. Го променила убаво лисицата и влегла в кочија, таму го донесла кај царо зет. Му бахнала рака и застанал на една страна, та ватил да се огледуват во алиштата, чунки кај беше видел пусти воденичар такви алишта во својата живот. "Мори Лисо, мори, што туку се пулит на алишта на зетом?" "Еди, честити царе, ами како не ќе се пули кога имаше 300 пати од овие поарни?" Туку му ја вртела главата и туку си подкасувала рилката долна, за да не се пулит воденичарот на алиштата. "Бре, да за тоа се пулит на алиштата зето. Ај брго, бре, измеќари, донесете од најубавите алишта да се промени зетот." Донесле алиштата и го зела лисицата во една одаја за да го промени и му рекла: "Море, воденичарко, море, ослепенико, море, што туку се пулиш на алиштата, бре? Немој, бре, оти ако те сетат, сите алоти те го јадат, знаеш или не знаеш?" Сториле свадбата и битисале, му дал царот една кочија и неколци на луѓе за да го однесат. Тумбурли бега дома у себе. Испратил царот и тргнале. И јас не знам во чија куќа ќе го носи Лиса. Одејќи по патот што овци и друго имање ќе видеше Лиса, за сите му велеше на царските пратеници: "Гледајте овие булуци, овци и гоеда, сите се од Тумбурли бега, вака да позна и царот Лиса што зет му одбрала." Слушајќи царја ќерка тие валби од Лиса, сама себе се големеела. "Блазе се ми мене што богато момче зедов. Вистина било како што велеше кума Лиса. Имало многу стока, еве јас ја видов со очи." Не знаела пуста душа оти воденичар зеде со еден прс вошќе околу врато. Арно, ама пусти ќе олштиње од Лиса, ќе земи воденичар. Кога приближиле до градот од воденичарка, од еден саат краја отрчала Лиса в град и беше запалила едни пусти ветви сараи, та беше и вратила назад и беше му рекла на царските луѓе да се вратат назад, чунки му се запалиле конаците од Тумбурли бега. "Назад, луѓе, враќајте се кај царо да појдеме и да му кажемо ти, ова не е наарно што му се стори на Тумбурли бега. Некни сватоите му се издавија, сега конаците му се запалија." Увратиле назад кај царо и му кажале оти: "Уште не дојде ни дома, конаците му се запалија." "Заошто се вративте, мори Лисо?" ја праша царот. "Како заошто, честити царе? Ами едно приближавме кај градот Тумбурли бега и му се запалија конаците. Некни му се удаја сватоите, да ова што му се чинит на Тумбурли бега не ќе му биде заарно. Туку те молам, честити царе, задржи си го овде како за домазет, за да си ја гледаш и ќерка ти барем со очи. Да стоката од Тумбурли бега, овци, крави, вола и биоли, друзи, огон нека и горит. Што ќе дојд лошото на луѓето, нека дојд на стоката. Ама не е твака, честити царе, лош ми е зборот?" "Така е, кума Лисо, да си ми жива и здрава," и рекол царот и му дал еден сарај да седи воденичарот да биде домазет. Бре, воденичарко, за оваа добрина што ти ја сторив, сакам и ти една добрина да ми сториш. Кога ќе умрам, да ме закопаш во царево азно." "Пејќи, кума Лисо, без друго таа чест ќе ти ја сторам." И по некој ден
Пцојсала лиса однавал, му рекли измеќарите, оти старата негова лиса умрела. Ако пцојсала, му рекол, врлете ја на буниште. Од која ја врле на буниште, по малку време станала и отишла кај воденичарка. Али вака бре воденичарко ќе ми праеше од која умрам? Ами ако кажам кој си ти? Да ми простиш, кума лисо, ако ти сгрешив? Му рекол воденичарот и ја гледал како родена мајка да му беше и вистина беше ја закопал во царското азно кога беше пцојсала.